Начинот на кој медузите се движат низ водата, инспирација за овој робот, опишан во списанието Science Advances. Тоа би можело да им помогне на истражувачите да дознаат повеќе за огромните неистражени области на океаните на земјата. Дизајнерите на роботи се восхитуваат на медузите бидејќи тие се енергетски најефикасните пливачи на планетата. И можете да ги најдете во сите морски средини, од површината во водата до длабокото во морето. And so for engineers, when you see an example like that, Инженерите кога ќе го видат тоа во водата, мислам дека природно се прашуваат: можеме ли да изградеме нешто што е исто толку успешно како вистинските? Џон Дабири е професор по инженерство во Caltech, иако не работеше на најновиот дизајн. Вели дека надминати се другите модели кои може да се направат. so not only are they achieving swimming, Не само што можат да пливаат, туку велат: ајде да ги искористиме тие поединечни прсти и оваа медуза да може да зграбчува предмети. Роботот може сам да зема предмети или да се здружи со други за да носи работи што не може да ги носи сам. Или може да привлече деликатни работи по себе, велико дизајнерот Хејонг Џунџо. It can even handle very soft. Може дури и да ракува со многу меки предмети без да ги допира. Например, биолозите секогаш имаат проблеми со собирање јајца од риба. Џо вели дека би можело да се помогне на биолозите да ги проучуваат чувствителните средини. Се движи тивко и користи материјал која минува формата со струја. So it makes the robot Роботот е многу брз и ефикасен. Нема бучава, тивок е. Тој вели дека има уште многу работа за роботот да почне да се употребува. we tried Се обидовме да докажеме дека ова е доста корисна платформа и лесно се менува. Ајде да играме наоколу.